Драги наши, завршниот настан на Фондацијата Елеуса е момент во кој од наше и од име на браќата и сестрите на кои сме им помогнале, ви велиме благодарам. Вечер во оваа благодарам треба да го чуете во секој збор и во секој тон што го создале нашите и ваши почесни гости, браќата Барбаровски. Елеуса фондација низ досегашното постоење промовира љубов, човечност и заедништво. А вечерва, додека ја слушаме поезијата и музиката што браќата Барбаровски ја даруваа за сите нас, да се подсетиме дека секое добро дело остава трага, а вашата поддршка ја прави таа трага посветла. Вие сте светлината која недостасува. Ви благодариме што сте дел од нашата мисија и уживајте. Овој втор сегмент од нашата заедничка вечер го почнуваме со трио Джентлмен и песната која е повеќе од песна. Молитва. Дай ми, Боже, сила небесна, да се кренам, да се извишам, како звезда јас да огреам.
Negde će te premoćat, negde će te sokrijat, grob sugrovat će pokrijat. Samo ti si besmrtna, čija voda podzemna, kaj što toneš ti izdihiraš. Браќата Ѓорги и Миле Барбаровски, едниот поет, другиот композитор, се ретка појава во современото македонско фолклорно творештво. Ретка по бројот на создадените песни, по бројот на наградените песни, по бројот на обнародените песни. Нивната несомнена дарба, посветеност и знаење овозможија во 3,5 децении, колку што заедно создаваат, да се родат такви дела кои станаа дел од нашата колективна меморија. Неслучајно, нивната песна Заветна, создадена пред повеќе од 30 години и испеана од Пепи Вавтировски, доживеа повеќе од 20 верзии од македонски и странски исполнители. Дрвена земја македонска, negde ќе те сокријат, гроб со гроба ќе покријат. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Векови, пекови, заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Векови, пекови, заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, сестро, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Може да те одречат, други да те предадат, можат се што да измислат. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Векови, векови, заедно ќе минеме, древна земјо
Кога Бог го дарувал човека, со грстови истурал љубов во срцето му и го благословил да ја рассејува и оплодува, да ја расфрла до недогледни далечини. Секој оној кој пружил рака на милосрдие, знае дека дарувањето е највозвишениот чин на љубочовечност. Сета љубов која што се слеала во срцата на оние кои оставиле дар од себе, Фондацијата Елеуса вечерва им ја возвраќа, им ја подарува како песна, како молитва. Молитва да се изроди новиот љубочовечен пород, златниот дожд за обилен род на младото семе. Две срца, двајца браќа, Георги и Миле Барбаровски, двете стебла од семејниот корен на мајка Гонца и татко Панде, го даруваа својот народ со највредното од себе, љубовта излеана во песна. Колку ненапеани грла си оставила ти песно многу глаголива, ти воздишко од душите на страдалните, од срцето постела за сите изгор љубови. Утеха си песно за сите осамени мајчински срца кои до последен возглед не ги залостија портите, во надеж да ги насетат чекорите на своите чеда. Памти ме подобро ти, мајко стара, душо страдална, камен да сум студен, тебе ќе те спомнам, прошка да ти побарам. Колку планини песно си поместила за да ја оградиш мајковината ни, да им бидеш гемија на откорнатиците твои, кои за да се вратат во градите едра распнуваат. Се што допре нивното перо во химна се престори, во молитва возвишена и упатена до небесата. Нека расте, о Боже, родот убав мој. Молитва да го чува овој мал народ, твојот народ, татковино, кој од болка ќе заигра онака помашки, рамо за рамо, без тамбури и тапани, со најна. Тие двајцата, Георги и Миле, ни го пренесоа заветот од дамнина. Не научија, оти песната може се. Песната е да се пее, грло да се излива. Песната е да те грее, небо да те издига. Песната е да те слуша, срце да ти опива. Песната е да те гушне, рани да ти извива. Песната е да ти каже што не може устата. Песната е да те роди, да те уре устата. Двете стебла од заедничкиот корен на баба Гонца и дедо Панде, браќата Барбаровски. Повелете. Одзивање. Ѓорги Барбаровски на Блаже Конески. Велиш, со месеци си ги листал списоците со имиња во турските пописни дефтери од 15-тиот и 16-тиот век. Ме молејки за да не им ја загубиш нишката, гонет
од разбирливиот научнички порив да им влегуваш во семката на нештата. За јасно да се отворат сокриените настани, велиш, во книгите на Марковиот манастир се напишани имињата на тамошните калугери. Динос, Герасим, Давид, Јосиф, Доментијан, Роман, Дороти, Методије, Матеј, Теодосије, Варлан, Атанас, Пагонија, Геронит, Никодим, Ефрем, Русима, Јоасаф, Лунита, Павел, Дамјан, Григорија, Герман, Јаки. Како што сведочи пописот од Мавровско, дека некој си Мехмет Бед му го остава имотот на татко му како на нов муслиман и како што стои во поменикот на Трескавец, дека Исмаил Бекот Галичани го дарува манастирот за душа на татка си Јанкула. Ајде да ги кажуваме имињата голи, самите да се чујат и да ни се одзиваат, како што оние од гробиштата во Дабиле, наклонети и накрстени еден на друг, во звонливо созвучје не надгласуваат. Бончо, Гончо, Дончо, Колчо, Бојчо, Борчо, Данчо, Ванчо, Калчо, Стојчо, Панчо, Дорчо, Гојчо, Герчо, Гирчо, Динчо, Милчо, Кирчо, Мирчо, Крумчо. Така ја довикуваат за матената историја, да не ги гази раѓањето и смртта им, за да ги запаметат очудените кои утре ќе легнат со изделкано име во каменот, како што и јас ги запишав со трепетна рака крвните предци од блиско кон далечно време. Панде, Гонца, Костаке, Калиопа, Ѓорге, Софија, Петре, Петра, Атанас, Ангелина. И како што моите внуци, ако даде Господ, ќе ги допишуваат нашите, зашто се што останало неименливо нема потврда дека некогаш било. Ова е една од последните песни на Ѓорѓе Барбаровски, која што неодамна ни ја испрати по мејл и не восхити, затоа што не подсетува на моќта, на името и на сеќавањето како фундамент на човековото постоење. Ѓорѓе со оваа песна како да ја градите идејата дека човекот станува дел од историјата само ако е именуван, ако е запишан, спомнат, изговорен. Името е повик, одзив, повратна вибрација од минатото кон сегашноста и како автор, како лирски субјект, вие сте истражувач, архивар, но и продолжувач на родот. Во почетокот на оваа песна настапувате дури и како научник што ги листа списоците, но постепено станувате човек што ја оживува меморијата на својот народ и на своето семејство. Колку за еден поет е важно да го има тој силен допир со своето минато, за да ја објасни сегашноста, па и себе. Благодарам, Сузана. Уште не можам да ги смирам емоциите од тоа кога ги слушав песните. И сега ми звучат како прв пат да ги слушам, а ико 100 пати сум ги испеал. Да, навистина сметам дека името е се. Има една латинска поговорка која вели nomen is omen, името е се. Но јас не сум научнички човек, туку читав некои научници. Налетав
на еден есеј од Блаже Конески, кој се вика За имињата, и го прочитав и почнав да истражувам зошто човекот кажува дека ги чита турските дефтери од 15-тиот и 16-тиот век. Што бара во тие дефтери кога човечкиот живот е толку краток, а Блаже беше и кревок со здравјето, зошто не си го штеди здравјето за да напише уште некоја песна? Но препрочитувајќи ги имињата и постапките што се правени во тие години, а османлиите биле многу доследни во тоа да ги запишуваат и должниците на данокот, и луѓето што правеле промени, но и луѓето кои ја менувале верата. И сватив дека Блаже го барал коренот на постапката да се смени верата од христијанин да стане Муслиман. Да. Зошто го направил тоа? Сакал да посведочи дека во најголем број случаи ние знаеме зошто е правено. Зошто некој бек го подарува манастирот на својот татко како на нов муслиман. Или подолу во другиот случај, зошто некој бек подарува имот на својот родител Јанкула. Значи, кај едниот е загржано словенското име, православното име, другиот веќе го сменил. И обратно. Но знаеме и песни во кои девојките или одбивале, ќе го земам осман бегот, така беше? Да. Или верата не си менувам за По цена на животот. Алипаша, да, благодарам. Но во исто време јас шетав низ Дабалските гробишта и се вџашив во еден момент како е можно на половина починати мажи имињата да им завршуваат на звучното чо. Бончо, Трајчо, Колчо, Герчо, да не ги повторувам сега. Не можев да најдам одговор и реков, ќе се јавам на вештачката интелигенција, кои многумина помладите ја користат, да ведам што ќе ми одговори. Таа направи една анализа на целата оваа песна и ми ја пратив, за кој јас бев многу задоволен, Ана не, бидејќи рече нема душа тоа. Но, на едно место видов дека малку знаат. Имињата кои завршуваат на чо, тие ги толкуваат како деминутивна форма од името. Тоа не е така. Милчо кај нас не е Милчо, туку Миле. Не е Томчо, туку Томе или Томче. Тука е. Тука е, знам. И така натаму. И ми се причини како тие имиња ги носат за да се одзиваат постојано, да не бидат заборавени. Ги доживеав како клатното на црковното звоно кое удира Герчо, Колчо, Томчо, Гирчо, Ванчо и така натаму, и така натаму. А потоа си реков, не верувам дека некој толку музикален кум покрстил толку многу луѓе. Но може би татковците сакале нивните синови да имаат звучни имиња од практични причини. Кога ќе остане на другиот крај од нивата да го викне и да му рече Колчо, доаѓај да го прегнеш конјот. Тоа многу звучно е. Исто, ако го изгуби синот во гората, да го повика Дончо, доаѓај овде да ги собереме дрвата. Поетите имаат слобода да ги толкуваат на свој начин, не мора на научнички начин. Но поттикот беше блажевиот напис и така тргна
И мислам дека половина книга со вакви песни, со одзиви, веќе е направена и ако даде Господ, наредната година ќе ја објавам. Ја чекаме. Да. Ти не плачи, мајко, што сум далеку и сам. И не кревај, магли, силни јадови, својот пат затрупан, се уште го знам. Ако сгрешам, нека изгорам. Својот пат затрупан, се уште го знам. Ако сгрешам, нека изгорам. Еј, ридови, сини мориња, сам ке мора да ме пробија. Кораби назад пловете, ако сгрешам, нека изгорам. Ке препливам води, назад ке се вратам пак. Во градите едра, распнувам запад. Огнови високи, сам ке изодам. Ако сгрешам, нека изгорам. Огнови високи, сам ке изодам. Ако сгрешам, нека изгорам. Еј, ридови, сини мориња, сам ке морам да ме пробија. Кораби назад пловете, ако сгрешам, нека изгорам. Еј, ридови, сини мориња, сам ке морам да ме пробија. Кораби назад пловете, ако сгрешам, нека изгорам. Ако сгрешам, нека изгорам. Веројатно, почитувани, не можете да си ги задржите емоциите и не треба во себе. Јас од оваа позиција навистина гледам многу уплакани очи. И тоа што го кажа Ѓорги дека вештачката интелигенција нема душа, нема душа. Ова што вечерва се случува навистина е таков трепет, таква некоја внатрешна бура ни се случува на сите нас,
што еве јас од ова позиција блиску до браќата Барбаровски можам да ви кажам дека и не им е седно. Во право ли сум, Ѓорги? Да, Миле. Микрофонот само. За толку кратко време да направи такво влијание во светот се плашам и тоа да не е Божје дело некое, а нам не ни јавил. Кои сме ние да ни Секако е јави? Божје дело, заради тоа што вие имате дарбата од Бога. И јас на почетокот нели ве најавив, бидејќи бев инспирирана од филмот Браќа, две стебла од еден корен. И така најсликовито веројатно се дефинира вашата појава. Дали наистина во вашето творештво имаме сите ние чувство дека стиховите и музиката се во некаков дослух, допир, дека тие едноставно си припаѓаат едни на други и се слеваат во некаква совршена хармонија? Што мислите да ни споделите? Дали е тоа братската крв, братската љубов или има нешто над тоа? Па не знам, не сме испитувале крв да видиме дали во неа тече истата песна, но знам дека еден голем човек напишал дека стремежот на секој збор е да стане музика. Но ние мислам дека сме во добивка двајцата со тоа што сме браќа. Заедно сме дишеле како мали, заедно сме растеле, заедно сме слушале музика, се разбираме многу добро кога стана збор за творештвото, иако секој својот пат си го врви. Така. Во нашиот случај тоа ни помага. Меѓутоа има илјадници примери каде што двајца луѓе кои лично не се познаваат, создаваат музика или друго дело и сепак излегува одлично. Значи, не можеме да кажеме дека ако се браќа ќе направат Апсолутно. добро, апсолутно добро дело. Но нам ни оди убаво и мислиме дека правиме нешто пристојно. Повелете, Миле. Друга работа, мислам, Ѓорги рече дека браќа сме па и не мора. Ние многу разговараме пред да ја направиме песната. Значи имаме многу разговори. Како да правиме, не знам, некоја шема за некој новитет што треба да се изработи во некоја фабрика, така. Прво разговараме многу, потоа од кога ќе се договориме зошто тој треба да го прави текстот, јас треба да направам мелодијата од прилика. Сега тука е мајсторијата. Јас работам посебно, тој работи посебно, после доаѓаме и да видиме каде сме, што сме поднаправиле. Дали тоа што сме го замислиле некаде. Има моменти кога нешто и менуваме, ама косторот е тука, мислам, на песната, така што многу е добро што сме блиски, ама и блиско живееме. Тој доаѓа со текстот, ај погледни го овај, добро, стави го. Јас сум го погледнал и тоа може да биде и за пола сат. Некој пат јас знам да направам и многу брзо песна, а како што е Ѓорги, бидејќи неговите текстови се само во тој момент можете излажи твоето внатрешно чувство во кој правец да тргнам. Сега тука мора да признам, ја многу пати, да, јас ја направив, ама уште не сум сигурен дали ќе се допадне, ајде уште некој ден. И знам да направам и 2 и 3 верзии. Тогаш се соединуваме, ја обработуваме на убав начин и значи не е случајно дека сме браќа, него треба многу разговор, треба сега умешноста е тука. Нашето школување дојдевме до тој степен кога навлеговме многу повеќе во суштината отколку кога бевме деца, нели? Ние слушавме многу музика, бидејќи нижевме тутон, цело време беше радиото пуштено и ние се напојувавме, макар да ние имавме различни пориви. Тој беше цел ден со книгата на нива, јас не толку, тој беше одличен ученик и дома на село знаете како беше. Кој е одличниот, тој ќе продолжи да учи, Така да. а едниот ќе ги гледа Другите, домашните. Домашните, да. Ќе помага дома. И така мидна
Јас завршив 8 оделение и сега што да правам? Сите пут заминаа децава и јас треба да останам дома. Ама имавме еден добар татко во кој однос. Ако сакаш стварно да учиш, ќе ти даде шанса. Тој бил на многу места кај што имал прилика да разговара со многу луѓе, бидејќи беше зидар и разбрал дека нешто, ако треба и нивата да ја продадеш, ако сака детето да учи, да му дозволиш, бидејќи не знаеш што ќе испадне од него. И сега јас после 10 дена, од кога сите се запиша, одам на чешмата, беше главното збиралиште, сега ги нема моите другари. И доаѓам дома рано и викам, што толку рано? Викам, нема со кој да направам обед. Па како? Па така сите отидоа да учат. Ова не сум го кажал никој пат. Бидејќи само тука во Струмица можат и да ме подразберат луѓето, по некој пат јас знам да клизнам многу струмички муабети, затоа избегавам од телевизија, од тие работи, него овде не можев да одбијам инако. Со Зоки на Качамак веќе се токмиме цела година да отидам, да не отидам, да Зоки, остави ме, викам, не сум, јас сум струмичко дете, овие се лингвисти, овие се поети, лесно им е да зборуваат. Сите зборови им се тука. Сакав да кажам како дојдов да отидам во средно музичко, па ми вика, па сакаш ли да запишеш ти нешто? Па викам, сакам и што? Па да отидам во музичко. А ја претходно чукав тарабока. Имавме состав, ние во нашиот дом, татко ми толку беше залюбен, дури ни ги направи собите, доаѓа од Моноспито, имаше еден коче пејач, Карамазот беше хармоникаш, Мите Вчев беше кларинетиста, Диндев Мите, може повеќе да го знаат по-младите, не знам по-старите, беше гитариста. И тука беше цело време и спија, мајка ми готвеше, јадеа, зимно време снегови имаше големи, не се враќаа, тука сите бевме. И сакам да кажам, јас како да чувствував, од кога пробувавме со тој оркестар, дека од мал ме зема од 4-то оделение, како да нешто врие во мене, ама знаете, кога ќе ти каже на село татко, не, ти ќе видиш за дома. Не смееш многу, татко ми беше строг човек, може и за добро, и па вика, па, ајде оди запиши се. Како да запишам? Ниту знам каде, не сум бил прв пат во Штип. Одам. И тој ми вика, ќе те качам на автобусот и ќе отидеш некаде кај Бриони, има некои згради, таму се наоѓа Алекса Топачев. Ниту го знам Алекса, ниту знам кај е Бриони, ниту ништо. Чудно е ова малце, ама понекој пат горниот гледа. Ако не беше тој момент, јас да отидам таму и слегом на автобуска, беше во центарот на Штип и викам, кај е Бриони тоа, кај се тие згради? Таму, вика, оди по реката, од десната страна. Одам, тоа значи во 5 ме качуват, во 7 сум таму, тркам таму, 1, 2, 3 згради, сите ги поминав, дури во последната го најдов. Андонов се вика, Алекса, по наше Топачев, значи по презимето на Водабиле, фамилијата. И како што ми кажа, ќе му кажеш дека мене ме прати Барбаровски панде, сакам да се запишам, јас малку закаснев. И сега викам, како бе овој татко ми, како толку има поверение во тој човек дека ќе ме запиши, дека и стварно го најдов на врата, јас тропам, излегува човекот, се бричи со едната страна, избричен, овој момент не можам да го заборам, другата намачкана, значи со пена, крпата овде, филм можам да направам. И јас викам, сум на Барбаровски панде, дете, закаснев јас, татко ми рече да се јавам кај тебе, ако можеш да ме запишеш, и што сакаш? Музичко. И во еден момент ја вади крпата и вака ја бриши пената. Излегуваме од вратот, тука беше во вецето, излегуваме и од другата страна на звончето звони и
се отвара вратата и гледам една корпулентна жена. О, добро утро, Алекса, таму вика, што е ова работа? Така и така, едно наше закаснато дете од Дабиле, сакало да биде музичар, ајде имаме и еден музичар од Дабиле. Ако може да го подзапишеме, значи отидени се 10 дена веќе. И таа вика, добро, еве, јас одам во школото тамо. И ја веќе како да бев сигурен дека примен сум. Одам тамо и ги собра сите на брзина овие колешките што се тамо. И ајде вика сега да направиме аудиција. Добро, аудиција. И сега ми чукнува тамо, пап, дали имаш ритам. И ми ударат тонови там, ќе погодиш. Сега вика на крајта треба една песна. И јас викам, пошто веќе бев свадбарче дете, ај викам еден дур, дајте ми, викам тамо, ев дур. И ти, овој се расправа со дурови, да ме разбираш. А таа е припремна година. Или ќе те биди, или нема да те биди. А од дома ми викат, ќе те пратиме, ама повтарање нема. Кој как ќе повтори, одно се враќа назад. И тоа е било, како да ти кажам, цела година. Така почна, после се подразвија сите работи, научив многу, ние сме и 3 деца селските, научивме многу работи, сакам да кажам, ако не беше образованието, може Господ и ухнал нешто, ама ако не се развие тоа, јас многу работев. И на факултет после, бидејќи ние бевме од тие генерации кога не правиќа на нижо музичко, ние почнуваме прва година, ако не ги научиш нотите, ако не го научиш за таа година што е предвидено тамо, одма те враќаат. Миле, која песна ја пееше на приемен? Не е битно се. Бидејќи, да, кога се видовме... Зборот ми е, сакав да кажам, значи треба многу работа. Така, сега овде апсолутно, ние се да. подсмеваме, ама јас сум бил цел живот претворен во работа за музика. За музиката, така. И сега Ѓорги знае, ја многу и брзо можам да направам. Мислам, кога треба нешто да направам за ден, два, па некој пат ме викам, треба да направиш еден текст. За кога? Не за кога, за вчера. За вчера, да. И Сега така кога те разговоривме, биле ќе простиш? се извинувам ако одземав малце време, ама ова некој ме... Не морам. Ова се деца кои ние ги запознавме со Милан Завков. Тој беше еден голем гуру нивни. Мен ми е многу криво што тој човек замина. Тој може едно од најталентираните деца музичари од помладата генерација. И имавме среќа да се сретнеме точно на факултетот заедно, да работиме и направивме и еден добар состав македонски мерак, ама и наснимавме и еден куп плочи на сите најголеми македонски пејачи, бидејќи во тој период се отвори и продукцијата во Радио Скопје, така да бевме еден оркестар за сите пејачи, студиски музичари, кај што направивме многу песни. Така да и од тие периоди се е тоа таложено и сега излегуваат многу работи. Веќе може и ништо друго да не ме прашите. Ја тоа ми лееше на срце, пошто и бев многу долг. Добро. Кога Благодарам уште еднаш. кога се видовме со Ѓорги пред некој ден, вели со Миле ќе зборувате, ама Миле тешко, нема се многу зборува, ама всушност било проблем само да се тргне. Само Е, пред сега. да... Апсолутно. Ви благодариме за тоа. Ви благодариме. Сузе, само ќе се надоврзем, има една народна, само да знаете, поговорка во Струмичко, без барбаровци свадба не се почнува. Така викаше баба ми, не знам чисто да си знаете, без барбаровци свадба не се почнува. Има многу циркуси во нашиот сој, кога ќе се прави свадба, имавме еден Чичо Геро, го викавме. Тој ги фаќаше кокошките, ги дуваше, на коњот ушите ги кинеше, ги гризеше со ушите. И имаше една песна, ако не му ја знаат свирачите, тој ги кршеше сите шишиња што ги има. Ајде не ти личи, дафино моме, анама да бидеш. Ја знаете ли само една песна таговна, да не почнеме да кршиме? Повелете.
го старам како планина, што сум добил јас, што сум изгубил, каде тебе, еј животе, сум те потрошил, што сум добил јас, што сум изгубил, каде тебе, еј животе, сум те потрошил. Само една песна таговна, недопеана, ќе те памти душо студена, љубов неогреана. Само една песна таговна, недопеана, ќе те памти душо студена, љубов неогреана. Жалостни се писмата, горки вината, дали просту ќе ме прими татовината, што сум добил јас, што сум изгубил, каде тебе, еј животе, сум те потрошил, што сум добил јас, што сум изгубил, каде тебе, еј животе, сум те потрошил. Само една песна таговна, неопеана, ќе те памти душо студена, љубов неогреана. Само една песна таговна, недопеана, ќе те памти душо студена, љубов неогреана. Готово. Во овие мигови најверојатно најубаво ги сваќаме пораките на Фондација Елеуса за споделувањето на љубовта и за дарувањето. Ви благодариме за овој севремен дар што ни го оставивте и за овие отворени емоции кои што верувам дека сите ќе не понесат дома поинакви вечерва, барем малку повеќе од што сме во тоа сурово секојдневие. Ви благодариме. Јас веднаш се навраќам на една мисла. Постои еден светски познат фолклорист Алан Дандес, кој што вели дека
Фолклорот е автобиографија на еден народ, односно дека песните всушност го објаснуваат народот каков е подобро, отколку што тоа би го направиле научници, социолози, антрополози и така натаму, затоа што всушност песната, ако ние не умееме да се пренесеме во песната, зарем некој научник ќе не обсервира подобро и поточно ќе не опише. Во таа смисла, Ѓорги, бидејќи вие ги пишувате текстовите на вашите песни, кои се разбира се авторски, меѓутоа сметате ли дека успеавте да влезете во кодот на македонскиот, на вашиот, на нашиот народ? Ние живееме на подрачје врз еден фолклор кој е вистинско антрополошко огниште наше. Секоја земја си има такво антрополошко огниште, но тие порано од нас ги исцрпеле жаровите од тоа огниште. Нашето огниште уште е продуктивно. Уште можат да се најдат песни кои не се запишани, не се снимени. Пред 4 или 5 години, пред да почине Гоце Арнаудов, дојде еден ден кај нас и го прашува Миле, што да правам, вика еден човек, доаѓа во Струмица кај мене кога ја носам колата на перење и ми пее една песна и постојано ме моли, народна песна, ја слушнал од постарите негови, дали вреди да се сними. Го велиме, ајде запеј да видиме за што пее песната. Јас текстот го слушам. Попрекрасно, мислам дека секој поет би се потпишал под таа песна. Текстот оди вака, јас нема да го пеам, како не пеам така добро. Текстот вели, теменуго, теменушке, кого любиш, кого мамиш. Таа му вели, јас имам еден овчар, тој е мајстор за кавали. Си направил еден кавал и на него ме нацртал, кој ќе свири да ме гледа. Тој е мајстор и за разбои. Ми направил еден разбој и на него се нацртал кој ќе ткајам да го гледам. Прекрасна љубовна песна. Метафора. И метафора, така е. Значи, такво е нашето антрополошко огниште. Мене големо задоволство ми направи минатата година Никола Маџиров, големиот струмички светски поет, кој ми се јави една вечер и ми вели, Ѓорги, твоите песни шетаат низ струмичките улици. Јас не го разбрав баш што сака да ми каже. Велам, твоите светот го прошетаа сега за моите. Мислев дека се шегува со нешто. Не вели, сега ќе ти пратам слики. Ми испрати слики, фотографии, на кои се гледа како молитвата со детска рака, ракописно, е испишана цела на хамер парче и врамена во убава рамка. И на неколку места ги поставили ни струмичките тие песни, децата ниту ги познавам, и денеска не знам Децата од кои се. струмичката гимназија беа, да. Може би некој од тие деца и од селата, да се не знам, но било кој да би да ги запознам и да им дадам по една книга. Такво задоволство направи тој потек нивни, велам, гледајте, нашите деца од малечки се задојуваат на народните песни. Народните, велам, затоа што и молитвата е веќе обнародена и ние веќе не велиме тоа е наша песна, тоа е и наша песна, сечија песна. Како што велеше Гоце, сега јас како Миле се расприкажав, кога ја напишав текстот Дали чекаш стара мајчице, Гоце се јавува, вели, Ѓорги, нели тоа е за мојата мајка? Ја му велам, ја пишував, Гоце, за мојата мајка, ама за сечија мајка, и за твојата, и за сечија мајка. Бидејќи тие ги губат газдите и почнуваат да живеат меѓу народот. Тука е и Никола Маџиров што го спомнавме, но тука е Иван Котев кој вели дека песната нема ни татко ни мајка, така што еве. А во овој манир кога го спомнавме сега и Гоце Арнаудов, да се навратиме на една од вашите песни кои што тој ги исполни. Пеам да не започнем. Кога ќе те погледнам
Оваа култна песна, знам дека сите би ја слушале навистина и по неколку пати, заради тоа што мислам дека тоа е најубавата љубовна химна. Барем по мој вкус, знам дека и многумина истото го мислат, иако покојниот Гоце Арнаудо веќе не е меѓу нас, меѓутоа ете, песната останува да сведочи. Ѓорги, уште нешто кратко, само едно надополнување од претходниот разговор со Сузе. Велите на едно место, македонскиот принцип на народната песна не дозволува таа да се претвори во заглушувачка бучава. И навистина, сите ние денес оглушени, навистина од некаква какафонија, од звуци, сето тоа што го примаме секојдневно, некаква навистина недефинирана какафонија, слушањето на вашите песни смирува, успокојува, урамнотежува, едноставно не враќа во хармонија, тоа го чувствувам и вечерва. Како се постигнува тој ефект? Па не знам, таква е македонската душа. Повеќе песни, повеќето македонски песни и народните, и тие што ги создаваат поетите се тажни песни. Така. Се разбира за некои потреби за свадба, не можеш на тажна песна да заиграш, нели? Иако ние имаме и такви тажни песни за слушање, а за радијско емитување, што се вели. Мислам дека човекот е почувствителен при песните од таков калибар, при балади, при тажни песни. Човекот станува сочувствителен, тоа што Елеуса го прави, го шири меѓу луѓето, меѓу младите. Ние можеби и несвесно сме го правиле во песните, но мене ми е драго што... Така, благодарам. Граде мој. Еве, јас ќе земам за право да украдам една минута да се заблагодарам од наше име, од името на Гурва Маестро, да го поздравам Дедо Јаков, да се заблагодарам за поканата на Фондацијата Елеуса, да им посакам уште многу долги години успешна работа и не се разбира на тандемот Барбаровски, да ви се благодарам, честа е наша да бидеме дел од овој преубав момент, бидејќи ние секојдневно со радост и со срце ги продолжуваме и ги оживуваме вашите песни. Веќе станаа и наши. И новата химна на Струмица. Може. Само јас и ти, мој граде, добро знаеме, кај сум скитал, што сум правел на младините. Немој сега, не време да се гаеме, нека умрам разнесен од убавините. Песна ли, свирка ли, ништо кусо не било, денес тука утре таму, кај што не се сонило. Вино ли, моми ли, ништо кусо не било, денес тука утре таму, кај што не се сонило.
сонило, мене стука утре таму, кај што не се сонило. Браво, маестро. Браво, дечки. Гоце ја сакаше многу оваа песна. Многу ја сакаше и претпоставам дека и Струмица веќе ја сака, бидејќи таа е права струмичка песна. Многу се радуваме за тоа. Почитувани пријатели, браќа и сестри, за семејството Елеуса, дарувањето е секогаш потврда за човечноста. А кога ќе тргне таа лавина на дарување и на добрина, не може да не се заразиме сите од неа. И во тој дух вечерва ги продолжуваме со еден мал гест на дарување, на љубов и на поддршка, овој пат од ликовниот уметник Ниче Василев, кој што е вечерва присутен тука, и за кој што верувале или не е пријател, другар од детството на браќата Барбаровски, и не само тоа, растеле буквално на неколку куќи од далеченост. Јас нели сум од Дабиле, знам каде се куќите, тоа сама си го во едно мало, во исти сокаци, веројатно во истите ливади сте трчале. И Ниче, затоа што го знаеме, скромен, а голем каков што е, ви вели вака: со браќата Барбаровски ме врзува пријателство уште од раното детство. Со Георги завршивме заедно основно образование. Подоцна, кога се определив да станам ликовен уметник, тој секогаш ги поддржуваше моите амбиции и пишуваше за моето творештво, за што изразувам голема благодарност. Песните на Миле од секогаш ги слушам со воодушевување. Тие ми создаваат немир и спокој на душата. Честопати ги подпевнувам додека сликам. Ви благодарам, драги пријатели, ви вели Ниче, и ви подарувам и ви посакувам многу творечки години. И ви подарува по една слика од своето творештво. Ниче, ти благодариме за тоа што потврдуваш дека дарувањето секогаш е благослов за човека. Ниче е премногу скромен. Во третиот ред ќе го видите. Ве молам, станете да ве поздравиме. Ѓорги, само би сакала да ве прашам, а вие ќе се заблагодарите секако, што значи тоа, не знам, 70 години да имате пријателство и творечка поддршка, која што ја гледаме и сведочиме и вечерва? Ниче ме изненадува што во овие години е најплоден автор, сликар. Јас му се восхитувам на таа енергија. Ниче е мајстор за боите. Најголем лиричар меѓу сликарите. Но можеби не знаете вие, Ниче пишуваше поезија. Не знам. И тоа време најчесто дружевме со Ниче. Прекрасни години поминав со Ниче и се надевам дека ќе поминувам уште многу години. Ти благодарам, Ниче, твојот петел веќе 20 години ме чува во сопиште. Тој ме буди и ме легнува. Ти благодарам многу. Има една слика жена со петел. На тоа мислам. Ви благодариме. Сега сакам да му се заблагодарам доколку е можно, се разбира, бидејќи го пробивме времето, изгледа. Така е. На крајот ќе ја слушаме песна. Би сакал на Ниче да му пуштиме една песна за која знам дека многу ја сака и кога на телефон ќе се јави, секојаш си ја подпевнуваме. Еве тоа можам да почестам вечерва, Ниче. Така е. Во завршниот дел од настанот секако ќе ја слушнеме самотна во чест на Ниче Василев. Ви благодариме. Македонската песна е тивкиот пламен што гори во кандилото на вековната ни опстојба. Оживее ли во грлото, станува дом, станува корен, станува припадност. Таа како семе од зрел плод ја чува мудроста,
која не одржала жилави и живи. Дарета за да можат душите ни полесно да ги одболуваат тагите, да воскликнат во радостите и да ги склопат дланките за молитва и благодарност. Песните на браќата Барбаровски се возвишениот дар што нивните штедри срца ни го оставаат нам и на поколенијата по нас, за да ја сетиме благодатта на Божјата сила, преку зборот и песната, да ни даде надеж, утеха и безгранична љубов. Дар е и овој настан вечерва, почитувани, дар кој што фондацијата Елеуса му го дава на својот народ. Оти хуманоста е единствената димензија во која сите ние луѓето имаме иста тежина и вредност. Љубовта е давање, а давањето е радост. Вечерва дадовме љубов и добивме радост. Ви благодариме што сте дел од големото семејство Елеуса. Им благодариме и на браќата Барбаровски кои прифатија да бидат дел од оваа вечер за паметење. На пултот позади вас ќе може да ги набавите цедињата од или со хитовите на браќата Барбаровски и книгите кои Барбаровски ги оставија на фондацијата Елеуса и со тоа да придонесете во нашата мисија. Благодарности до домаќините, хотелот Цар Самуил, до маестралните маестро кои го исполнија ветувањето од минатата година и повторно дојдоа тука. Така е, може да ги поздравиме. Благодарности до трио джентлмен за нивниот придонес. И овој концептуално поразличен настан има една цел. Да покажеме дека мисијата на Елеуса не е само помош, туку создавање простор каде што љубовта се доживува, радоста се множи и каде што се раѓаат моменти што не поврзуваат. Може без тоа. Ви благодариме што вечерва бевте тука, ви благодариме што сте дел од Елеуса, се надевам дека семејството ќе се зголемува, бројот на членови неподржувачи ќе расте и ќе имаме можности повторно да се дружиме и да помагаме. Сега од името на домаќините ве повикувам на еден мал коктел. Благодариме уште еднаш.